Благозборливиот каменар, кого Бог го обогати и потоа пак го осиромаши. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек бил многу благ на зборот, а пак во срцето не пара здрав. Немајќи што да работи, намислил да оди в планина и да отвори еден мадем за да вади камење и да му и продаа на калдърмаджиите. Си кренал чекано на рамо и отишол на планина и си фатил и кршил камење и си и продал. Врвејќи еден ангел покрај каменарот, препраен на човек, му рекол: "Добро утро, каменаре." "Дал ти Господ добро, пријателе." "Што работиш тука, бре човече?" му рекол ангел. "Еве кај си кршам камење, брате, за да му и продам и да се ранам ако сака Господ сполај му. Како е Господ, не е никој. Господ, па Господ, пријателе. Господ е кадар на сите сиромаси и за мене. Нека му е милост нему." Кој слушнал тие збори ангелот од каменарот, се зачудил дека го наумил 300 пати Господ. Не само тогај, ами многу дни врвел покрај каменарот и секоја ќе се разборал, се со името Божјо бил во уста. "Чудна работа ќе биде," си рекол сам со себе ангелот. "Со овој каменар името Божјо го слави на секој збор. Ваков благ човек нигде не сум видел и нема да видам. И леба ми за ваков човек греота е да биде олку сиромавде, не е право, сега што да речам. Јас, која ќе свршам работата што ми е дал Господ и се качам на небо, ќе му се молам да го обогати за и тој да живее човечки. И верувам со благата душа што ја има, ќе изнае колку добриње по сиромаси ќе прави и Божјето име уште поеќе ќе го слави." Откога си ја завршил ангелот земната работа, се качил на небеси и му се представил пред Бога и му се молил: "Господи Боже, ќе те молам, ако милуваш, обогати го оној каменарот што крши камење на онаа планина. Оти до толку пати што сум разговарал со него, на секој збор се тебе те наумуваше и те славеше и на тебе се надева." "Ангеле, пчелата на устата мед носи, а пак на опашката со трн боцка. Лели знаеш, ангеле, оти богат човек мачно влегуват во царството небесно? Ти се молам, Господи, ако ме милуваш, обогати го за да те слави уште поеќе, тој многу набожен човек. Да јас се верувам, оти ќе те прослави со неговата медоточна уста. Ај, нека го откопа еден бел камен, што е као крст, и ќе наје азно и ќе ти се стори ќеот. Ама знам, оти нема да ти биди ти право кој што мислиш." На тоа згора се поклонил ангелот пред Бога и со голема радост отишол при каменарот и од кога се поздравиле, му рекол да го откопат белиот камен. И едно го превртал камено и ете му едно азно небројано. "Ето ти пари, пријателе," му рекол ангелот, "што ти измолив од Бога за дека си многу добродушен и се со името Божје си во устата. Земи си и биди богат, ама да не ја забориш сиромаштијата и Бога за да не го усрамиш пред Бога мене. Што одвој сум го измолил да ти го дај ова богатство." На тие зборови беше се изнасмеал каменарот и му рекол: "Ами, зошто толку многу си му се молил на Бога, бре ангеле, за ова азно што било до мене? Кога и да е, мој късмет ќе беше чунки и овде ќе вадев камење и ќе си го најдев, ама ќе се позабаеш. При се што така ќе беше, пак ќе ти благодарам, оти ми го кажа ти и го најдов една година понапре." "Као сакаш речи, пријателе, сега," му рече ангелот, "јас ова добро ти го сторив, само прави што ќе правиш, гледај да не ме усрамиш пред Бога, оти као го молив да те обогати, ми рече едни два чудни зборови, као те фалев тебе, ти имаш благо уста и дека го имаш Бога се во устата. Ми рече, пчелата носи во устата мед, а на опашката трн. Да затоа те молам да не ја забориш сиромаштијата." "Што е тоа збор, брате ангеле? Нема да ја заборавам сиромаштијата и тебе за доброто што ми го стори. Дај Боже здравје, сега ќе си направам едно рало убави куќи, ќе направам и еден долап до скалата, да ќе си го клам чеканот внатре за секојаш да го гледам и да си наумам сиромаштијата и каменарлако.
Вака да знаеш, брате Анđеле. Браво, пријателе, му рекол ангелот. Лели, од сега си го помислил тоа нешто, збогум за сега и добро видување. Ангелот си отишол по Божјата работа, а пак каменарот си и кренал парите и си однесе дома и се стори прв чорбаџија во градот. По малце време, кога беше ти курдисал едни страшни сараи, што и нема и у царот, се облече во најскапи алишта, се со срма. Кладе двајца джандари на порта да го вардат и никого да не го пуштаат да влези без изино на чорбаџијата. Сиот народ се чудеа од кај спечали олку стока и мнозина веруваа оти да и нашол некој азно копајќи камење. Сите чорбаџи му одеа и тој при ни водеше и се до големците муабет праеше. Пустата сиромаштина часо беше забореел. Стана еден бездушен мамелеџија. Целиот град беше го заборел давајќи му пари со мамеле на луѓе. Милост у него не се наоѓаш. Страф и трепет има од него борчливите. Децата му и продааше и пара никому не проштааше. Во неговата куќа никаков сиромав не припушташе, никакво добро на сиромав и на богат не праеше. Црквата многу ја беше омразил и никако веќе името Божие не го наумуваше као напре, кога велеше дал ти Бог добро 300 пати. Почна човек да вели добро утро за добро утро. И понекогаш не му одговараше на човек, спроти човека. Ако е богат, многу му одговарал, ама и тоа со полој на уста му одговарал. Со еден збор, толку беше се кабардизал, што носо да му паднеше на земи, не се наведувал да си го земите. Гледајќи Господ Бог во големата лошотија на богатиот каменар и гледајќи оти ќе си изгуби душата, си намислил да го избави од ноктите на Сатана и го викнал истиот ангел што го обогати и го праша: Анđеле, мој служител, еве кај поминаа бајаѓи години од кога го обогати твојот пријател каменарот. Дали си отишол да го видиш каков јет? Не сум отишол, Господи, му рече ангелот. Чунти, не си ме пратил во тој град. Ај, оди сега и дојди да ми кажеш. На часот ангелот слегол на земјата и му ја нашол куќата на каменарот. Препраен на човек ангелот на истото лице као кога му се јавуваше кај што го ископа азното, му отиде на портата и сакајќи да влези, не го пуштале вртачите да влези. При се што го гледаше од пенџаре каменаро. Ангел бидејќи ангелот, одаде, влезе в порта и тргнал да оди горе при каменарот да се видат. Арно ама возгорделиот каменар страшно беше се насрдил, оти да влези насила в порта без да посака позволение од него, и излегол пред скалата и едно дошол ангело до него, без да го дочека да се качи, туку беше го турлосал со голема сила од оздгора надолу и дамбара со главата од скала по скала, дури на земи, со главата на 300 дупки му се направи. Протекоа крвоите како реки. Не му втасе и тоа, и извикал вардачите да го изфрлат на порта, да не му го извалка дворот од крвта што му течеше. Кога се нашол ангелот фрлен на сокак, со искршената глава, кренал рацете на небес и фатил да се моли на Бога да го прости зашто му се тоарел на Бога за да го обогати каменара. И тога и му го наумил зборот на Бога што беше му го рекол. Пчелата носи мед на устата, а на опашката трнче. Молим те, Господи, прости ми и каменарот, спаси го. О, чудо големо! По повела Божја од сите страни беа се запалиле сараите и часо прав и пепел беше се сториле. Одвај беше се избавил жив каменарот и само чеканот беше го откинал да не му изгори и со него излезе на сокак при ангелот. За вака те обогати Господ каменаре, му рекол ангелот. Ај сега оди и пак да кршиш камење, дури да се покаиш и да умреш. Кога чул тие збори и каменарот од ангелот, многу беше се устрамил и пак си почнал да крши камење и да живе и сиромашти. Сиромаштијата го смирува човека, а богатството го возгордуваат.